Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Дардан Венецки, а вие следите емисијата Македонија мајка на светот. Тема на вечерашната емисија, всушност називот на целиот серијал што го правиме со мојот вечерашен гостин е Во име на вистината. Ова е трета емисија. Насловот на вечерашната е Живи сведоци за потеклото на европјаните. Мој гостин вечерва со кој што ќе разговарам на оваа тема е господинот Петар Поповски, доктор по историски науки. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Ова е трета емисија со мојот вечерашен гостин. Во претходната емисија зборувавме за потеклото на европјаните. Видовме врз основа на голем број докази што ги изнесе гостинот, дека целиот европски континент, почнувајќи од британските острови, Франција, Италија, Швајцарија, Австрија, Германија, нордиските земји, Крит, овој македонски полуостров и Источна Европа се населени од еден еднороден и еднојазичен народ. Тие се населени од најдревните времиња. Тој е еднороден и еднојазичен народ кој што гласува целиот Европски сојуз се древните пелазги од генот на венетите во 6 век преименувани во Словени. Ги има, значи, по целиот европски континент од најстарите времиња. Со други зборови, докажавме, мислам дека гледачите се уверија во тоа, дека пелазгите, венетите и словените се синоними. Повеќе имиња за еден ист народ. Исто така видовме дека македонците се дел од тоа големо пелазгиско семејство, од тој голем пелазгиски род. Македонците се најстарите пелазги, Македонија е најстарата држава во Европа, Македонија е најстарата држава во Европа, македонците најстариот народ на европскиот континент. Исто така господинот Поповски изнесе бројни докази според кои движењето на населението во Европа, преселбите се од југ и исток кон север и северозапад, а не обратно, од север кон југ, како што некој сака погрешно да ни наметне. Со тоа паѓа во вода задкарпатската теорија за наводно доселување Словени од Задкарпатите во 6 век. Таа теорија со оваа книга тотално е урната. Тоа е Македонија лука на европската цивилизација и култура од која што црпевме доста податоци во изминатите емисии. За овие тези господин Поповски нуди стотици и стотици докази од стотици автори во наведенава книга. Нема да ги набројувам, само ќе наведам некој, затоа што мислам дека останавме должни минатата емисија. Тука се таткото на историјата Херодот, Страбон и таткото на историјата Херодот е од 5 век пред нашата ера, Страбон и Корнелиј Тацит од 1 и 2 век, германецот Јордан и Исидор од Сервилија од 6 век, англиската хроника од 7 век, Томас Канзов 1535, германецот Мунстер 1572 година, Елзелт Салфелд 1579 година, Винко Прибоевич, Мауро Орбини од 16 век, Франческо Апендин од 1806 година, ирецот Александар Макалистер 1889 година, французинот Мане од Сорбона 1834 година, Јан Колар, Роберт Халхалден, Нидерле, Карел Остин и Јакета Хавкес, Гјакомо Девото, Андре Мартинет и многу други. Има стотици во ова брилијантно дело. И ќе завршам со Марко Алинеи и со еден негов цитат, ќе прочитам на страна 9, кој што практично ја отсликува сета состојба на европскиот континент и која кажува кои се најстарите жители и од каде потекнуваат. Што вели Марио Алинеи, се извинувам. Вели од каменото време до денешни дни прасловените живеат на југоисточниот дел од Европа.
Тоа се најстар субстрат на европските простори. Тие народи од секогаш живееле на Балканот. Се развиле и на различни начини и во различни историски епохи, почнале да се шират кон север и северозапад и далеку пред неолитот ја населиле цела Европа. Вистинската татковина на индоевропејците бил Балканот, од каде тие древни народи ги ширеле своите гранки кон север и северозапад. Еве што вели италијанецот Алинеи. И морам да ги додадам уште познатите археолози, славниот Артур Еванс и индиецот Стюарт Пивот. Еве што вели Еванс. Тој наоѓа врски на културата на Крит. Внимавајте, културата на Крит се совпаѓа со она на британските острови, Полска, Чешка, Балканот, па и пошироко. Таа култура тој ја нарекува венецка, а тоа ќе рече словенска, бидејќи Венет и Словени се синоними, заедно со пелазгите. А Стюарт Пивот не само што го потврдува Артур Еванс, туку и додава дека со себе ја носеле топонимијата и културата низ целиот европски континент. Токму тоа ќе биде темата на вечерашнава емисија. Топонимијата, хидронимијата, нисонимијата, оронимијата, теонимијата, личните имиња, кои што јас ги нарекувам живи сведоци, кои со илјадници години обстојуваат да ни потврдат кој во најдревните времиња живеел на овие, но и на целиот европски континент и кој јазик го зборувале. Господине Поповски, да видиме што велат живите сведоци за потеклото на европеаните. Ќе ве замолам да ни презентирате по региони, за да гледачите добијат представа кои се најстарите жители на европскиот континент. Кој е нивниот јазик? Јазикот открива се и мислам дека за Западот тоа е најголемата опасност, а не името. Во историската наука и научна мисла по јазикот и писмото како први цивилизацијски вредности што се плод на човековиот инвентивен творечки род, топонимијата представува една од најважните компоненти со кои се докажува физичкото присуство на еден народ на територијата што ја населува. Историската наука, мислам на науката воопшто што е објективна денес, бидејќи постои необјективна наука на нашиот континент особено, стои заклучокот дека првите николци на топонимијата на нашата планета се јавиле на Македонскиот полуостров и дека по милениуми, по развојот на таа цивилизација, тие топоними се пренесени на сите други континенти во светот. Против аргумент науката нема кој што би го оспорил тој факт. Многу важно е тоа што како прв топоним на Македонскиот полуостров, на европскиот континент и на нашата планета се смета топонимот под името Македонија, што е посведочен со артефакт датиран 500.000 години пред новата ера. Тоа значи дека тоа име Македонија било прво во сферата на историјата на топонимијата во светот. По тој топоним кој станал символ на самата популација која била првородена на тие простори, а тоа се пелазгите протословени, првите топоними носат етнички карактер.
По името, например, на првородените жители на овие простори, тоа се пеласките продослоени. Имаме повеќе топоними кои се врзани со коренот на Пела. Имаме градот Пела, нели познатиот е во историјата многу како престолнина на Македонија, Пелопонес, Пелазгија, првото име на Атина, и така натаму. Има доста такви стотици имиња од пелазгите. Белата река, Белото море. Има многу тоа. Бела зора. По трансформацијата на пелазгите и по поделбата на одделни етнички групи, како што се, например, антите, венетите, илирите, траките, скитите и така натаму, ги има околу 120 племенски групи. Таа топонимија носи етнички карактер. Например, со коренот на Анти имаме повеќе топоними на Македонскиот полуостров. Како први, например, имаме Антипатрија. Антипатрија тоа е денешен Белград или Берат во Матија, денешна Албанија. Потоа ги имаме Антигона во реонот на Неготино, Демиркапија, Кавадарци. Потоа имаме и многу други топоними кои носат и хидроними кои носат исклучиво го носат коренот Анти. Кај венетите го имаме, например, Венета, Венетија, Венето, Вентиус и многу други. Вендолина, Винзу. Ги имаме многу. Значи, зборуваме за првите топоними на овие простори. И ги имаме, например, феникиците, со прво Феники, денешна Јанина, потоа ги имаме Фенот, Фенит и така натаму. Има на стотици. Фени, тоа е етимолошки корен. Значи, така е развивана топонимијата на овие простори. Меѓу првите топоними кои се јавуваат, исто така што имаат чисто етнички карактер, значи во тој етнички карактер се јавува името на сонцето. Хелеј. Значи, кај одделни етнички групи кои произлегле од пелазгите, сонцето го носило името Хелеј. Додека кај некои други, например, го носат Сол, Соло, Сило и така натаму. Значи, под формата, например, Хелеј, ние имаме на повеќе локации на Македонскиот полуостров со името Хелеа или Хелда. Хелда го имаме, например, во приморскиот дел од Македонскиот полуостров, каде во почетокот на 20 век е модифициран во Хелеа, пошто грците го добиваат името Хелени. Зашто го добиле тоа име? Затоа што тие први стапнале на тие простори од туѓи краишта. Значи, од туѓи простори дошле на тој простор, пошто го добиле и тоа име. Друго, за нив постои уште едно име, кое ние го обработувавме во претходните емисии. Меѓутоа, по овој период се јавуваат топоними кои имаат исклучиво митолошки карактер. Например, топоними врзани со имиња на познати македонски божества. Имаме, например, Матија. Матија е односно предел дел јужно од Канина во денешна Албанија. Потоа имаме Ематија во денешна Бугарија. Имаме исто така и во... И околу Солун имаме. Да, имаме околу Солун. Имаме исто така имаме во приморските делови. Што значи дека тоа име било многу расширено. Потоа ги имаме на богот на сонцето Илирион. Значи Илири Илион заправо, кој што се јавува на повеќе локации во Македонија, на Македонскиот полуостров заправо, и најмногу во приморските делови. Го има исто така го имало и во Пелагонија,
а и во полошкиот крај. Потоа ги имаме Зеус. Зеус ги имаме на Крит и на Пелопонес. Потоа ги имаме Дион и така натаму, сите тие божества. Значи имаме топоними распослани по целиот македонски полуостров. По порастот на населението на овие простори, започнала да се јавува една многу, да речам, организирана појава на миграции на тоа население од овие простори на други ненаселени простори од екваторскиот појас. Тие не можеле да се движат, например, на север, на југ, бидејќи северот и југот се уште имал дебели наслаги од лед. Така што прво се движеле, значи таа миграционна струја прво се движела кон исток, навлегла длабоко во Азија и кон запад, а потоа по повлекувањето на ледениците, да се задржиме на тој период, по отопувањето на ледениците и движењето на север. Тие веќе почнаа да се движат на тие простори каде што веќе биле ослободени од ледот и тука тие освен јазикот и писмото ги носели и своите топоними од својата татковина. И на местата каде што формирале своји живеалишта. Она што е многу битно, значи за македонската наука, што може да се потврди исклучиво со материјални извори, не со други факти или, например, предпоставки, туку исклучиво со извори кои што не остануваат за вечни времиња, како аргументи. Тоа се артефактите и според тие артефакти првите топоними кои биле створени на европскиот континент и кажавме за азискиот, бидејќи да пред 50.000 години таму во Индонезија на артефакт стои Зета Македонија, така исто и на европските простори првиот топоним е Македонија. Науката досега откри околу 70 артефакти, од кои наполовината од нив артефакти, тоа се артефакти на древномакедонски јазик и писмо, на кои што стои името Македонија. Значи, тие доселеници кои што дошле од македонскиот полуостров, копнески за својата татковина, го отсликувале на артефакти, оставајќи кога спомен за вечни времења. И тие артефакти ние ги имаме денес, напишани пред 40, 20, 18 и 16 илјади години пред новата ера. Значи, по преселувањето на тие миграциони струи од Македонија во североисточна Европа, централна Европа и северозападна Европа, имаме една појава каде што тие етнички групи се двојат така што антите одат на североисточниот дел, додека венетите, како најмасовна популација во тој историски период, го населувала централниот и западниот дел, северозападниот дел од Европа. Досега науката откри над 2800 топоними, ороними и хидроними со коренот Венета. Значи, цела Европа е прекриена со името Венета, со околу 2800 топоними, додека источниот дел од Европа, каде што биле населени антите, имаме над 2300 топоними, ороними и хидроними со коренот, односно со коренот на антите, растурени по цела Источна Европа
и северо-западна Индија, односно западна Азија. Тоа се топоними од типот, например, Антиохија, која има на околу 70 точки на азискиот континент. Ги имаме Анталија, не само денешна Анталија во Турција, туку ги имаме на 49 други локации, значи како топоним, а се јавува во одделни реони и како хидроним. Значи, Европа и северозападна Азија биле прекриени, заправо распослани со топоними врзани од овие две етнички групи. Интересна е една појава, например, ако се фрли поглед на старите мапи, например, на Европа. Секој би бил пријатно изненаден, например, кога би сретнал некои топоними кои се врзани со некои ентитети денес познати во Македонија или кои произлегувале од Македонскиот полуостров. Например, покрај Венетите, например, зборуваме сега за Азија, Централна и Западна Азија, односно Централна и Западна Европа. И тука топонимијата е врзана исклучиво со етничките групи кои произлегуваат од Македонскиот полуостров, а кои се потомци на древните Венети или на древните Анти. Например, среќаваме топоними од типот лутеки, значи тие што лутале. Имаме Парисии, оние кои го основале градот Парис. Парисиите, лутеките, живееле во западниот дел од Македонија. Изненадувачко е исто така што на тие западноевропски простори наоѓаме топоними од типот, например, Брезити. Тоа се однесува за денешните наши познати брсјаци. Меѓутоа, брсјаците во далечниот историски период се јавуваат по 3 имиња. Како брсјаци, брзаци и бористени. Топонимот бористени најмногу е застапен во источните европски земји и во северо-западна Азија. Додека Брезити најмногу во Централна Европа и на Британските острови. Значи, тоа се факти кои говорат како населението од овие простори одело на тој дел од Европа, ги населувало како први жители и оставиле своји трајни и неизбришливи траги со тоа што оставале топоними од нивниот етнички карактер. И посебно е важно што тука, многу е важно што тука на тој простор се јавуваат во неколку топоними, например, топонимот по името Мијак или Мион. Тоа е една интересна појава, дека и мијаците заедно со брсјаците, лутеките и другите племенски групи, значи, мигрирало на тој дел од Европа. Во почетокот на овој век, во Академијата на науките, пристигна еден, можам да кажем, една научна статија, тоа е писмо, ама ја третирам како научна статија, бидејќи има научен карактер, испратен од скандинавските земји до Академијата на науките, каде известна изгледа научен работник Јела Митровиќ и се обраќа на Академијата да испрати човек кој се занимава со топонимијата и да почнува да прави историја во скандинавските земји, каде што вели дека целата топонимија од Македонија и од Македонскиот полуостров е пренесена во овие скандинавски земји. Значи, станува збор за топонимија која е пренесувана тука, имаме
например, го имаме столби, го имаме чустендил дури, го имаме пирот, го имаме пирин и така натаму. Значи многу топоними кои се пренесени од овие простори во скандинавските земји. Таа со одешување пишува како вика кога минувам по патиштата и ги гледам топонимите од Македонија. За жал, Академијата не обратила воопште внимание на тоа писание. Нашава академија? Да, па нашава не се академија. занимава со историја 5-6 век. И интересно е што пријателот што ми го даде тој мене материјалот, вака шеговито се изјасни, вели, овој материјал вика шеташе од маса на маса и никој не беше заинтересиран да го погледа. Дека името Македонија било прв и единствен топоним на нашата планета, на почетокот од цивилизацијата, од раѓањето на цивилизацијата. Зборува и еден артефакт најден во Јужна Африка, во пештерата Бломбус, кој е датиран меѓу 80-тиот и 75-тиот милениум пред новата ера. Значи, каде што пишува името на богот Ил и Зета Македонија. Со тоа се демантира теоријата, или како сакате наречете, хипотезата, дека Васко де Гама прв го обиколил африканскиот континент, што не е вистина. Излегува дека прочуените морепловци, венетите, африканскиот континент го обиколиле дури 80 милениуми пред Васко де Гама. Значи, паѓа комплетно една теорија за која се напишани томови и томови книги. Името Македонија како топоним се јавува и на американскиот континент. Што значи го имаме во Невада со повеќе артефакти најдени на тие простори, каде покрај македонските божества, значи од митологијата, е како прво го среќаваме етнонимот Зета Македонија. Тоа е проценето дека е 13 милениуми пред Христа. Со тоа значи дека исто така пропаѓа теоријата на Христофер Колумбо, кој во 1492 година ја откри Америка. Меѓутоа, со овие артефакти што се откриени на тие простори, се демантира оваа теорија, бидејќи да венетите и антите на тие американски простори зачекориле дури 15 милениум пред Христофер Колумбо. Тоа е огромен историски временски период. На американскиот континент ние имаме повеќе топоними кои укажуваат на фактот дека дури и во далечниот мезолит македонецот отишол на тие далечни простори. Северно од Њу Јорк имаме област која се нарекува Нова Скитија. Познато е дека имавме скитии тука на европскиот и африканскиот континент. Потоа, во таа област, Скитија, имаме топоним кој го носи името Антигона. Замислете, од она Антигона во Неготинско е однесен топонимот на американскиот континент. Источно од Канада имаме еден остров кој е наречен Антикоста. Во историските извори многу се прават прилози околу тоа што значи самиот тој топоним. Дека се, според некои, дека се работи за некој топоним што го оставиле антите, а друго дека тој топоним представува личност кој прв стапнал на тој остров
кој го носил името Анто Кристо. И уште еден податок што е многу важен, значи за американскиот континент е тоа што во Јужна Америка, во Хондурас, имаме област која се вика Московија. А Московија била на овие простори, на македонските простори, која во прво време преминала во руските земји, потоа преминала на денешни германски простори и дури потоа ја имаме во Хондурас. Значи и во Хондурас е најден артефакт на древномакедонски јазик и писмо, каде што постоел во таа област нов град. Значи тоа се првите топоними како Новгород во Русија. Да, на тие простори. За топонимијата може да се зборува со часови. Меѓутоа, јас би спомнам само уште 3 примери. Во околината на Струга имаме населба која се вика Тартешани. Тоа име Тартешани го имаме во Северна Шпанија, во областа Галиција. Значи, и со населба Тартеш. Овој топоним Тартешани го имаме дури во Аргентина, во Јужна Америка. Што значи дека мезолитскиот македонец пристигнал на тие далечни простори, носејќи ги своите топоними од македонскиот полуостров. Втор пример што би сакал да го истакнам, тоа е, например, топонимот Галиција или Галија, што тоа е област што се наоѓала североисточно од Солун, во Тракија. Го имаме прво на македонскиот полуостров, потоа го имаме на територијата на денешен Израел, бидејќи Израел во прво време се викал Галиција. Потоа го имаме Молдавија, каде што главен град на Молдавија е Галичник, со област Галичник исто така, а имаме Галичник во Македонија, имаме Галич во северо-источна Албанија, потоа имаме река Галик кај Солун, така што самиот збор Галиција преминува во Германија, во делови од Германија, потоа во Франција и го имаме во Шпанија, Галиција во Шпанија, потоа го имаме во Аргентина. Значи, тие два топонима веќе ги среќаме во претходниот, што го кажав, Тартешани. Во Аргентина веќе имаме два топонима. И уште еден што би сакал да кажам, дека во источна Тракија, во неолитот, имало постојал топоним, познат под името Филаделфија. Овој топоним бил пренесен прво во Сирија, а денес го среќаваме и на американскиот континент. Овој топоним, како и сите други, најголем дел од сите други топоними, етимолошки гледано, се содржи од два древномакедонски збора. Тоа е, значи, фил, што значи злато, Мил. и Делфи, убаво. Делфи, што значи долина, златна долина. Јас би го врзал малце со еден пример, значи, од 5. век пред новата ера, например, врзано со Александар I Македонски. Во негово време е издадена една монета со надпис, со неговиот лик и надпис, на кој стои Александар I Филхелен. И сега западната историографија го толкува него на следниот начин. Александар I љубител на хелените. А други пак научни институции, за жал, вика Александар I, вика крал на хелените. Меѓутоа, тој надпис
има два древномакедонски збора. За Александар први веќе се знае. Меѓутоа, Фил-Хелен од два македонски збора. Фил и Хелеа. Фил е злато, а Хелеа е сонце. Што значи Александар први златно сонце. Тука е многу близко и до Мил. Значи, кој што милува нешто. До која крајност оди западната историографија во фалсификувањето на факти. Имаме еден на историски крал, факти. Толомеј Филадов. Да, Толомеј. Морам да кажам дека топонимијата, прв ја насликал топонимијата во својот картографски труд, Толомеј, уште во 75-та година од новата ера. Тука, ако се фрли поглед на таа мапа, на тие топонимите, ја под топонимите ги подразбира сите ороними, хидроними и така натаму. Ако се погледа топонимите, значи има една иста паралела, блискост и идентичност скоро на сите топоними на таа мапа. Тоа исто го забележуваме во една друга карта, односно мапа, изработена 1500 години по Птоломеј. Од страна на англискиот картограф Ортелиус. Ортелиус ја отсликува целата таа топонимија што ја има Птоломеј, а истовремено ги внесува и најновите топоними што веќе во меѓувреме биле поставени на европските простори. Што значи дека топонимијата останала комплетно иста, непроменета до 1600-та година. Значи до 17-тиот век. Во научните извори среќаваме веќе податоци дека по тој период, со оглед на тоа што веќе постои тенденција кај одделни народи, европски народи, да се оттргнат од зависта, од научно-историската зависност на македонската историја, настојуваат да извршат промена, корекција на целата таа топонимија, за да може да се представа себе си како некоја самородна нација. Тоа е тенденција веќе ја забележуваме нели и денес. Така е. Меѓутоа, важно е што имаме, например, стотици и стотици автори кои што се занимавале со проучувањето на топонимијата и сите тие, не може да се каже сите, меѓутоа еден најголем дел од таа цела научна елита која работела на топонимијата, на истражувањето на топонимијата, стојат цврсто на становиштето. Дека таа пелазгиска, венецка, денес словенска. Дека од Аљаска, Камчатка и од Индискиот океан, значи од западниот Индиски океан на исток, на далечниот исток, до западните граници на Европа, британските острови, областа Бретања и Португалија на југ, до западните граници на американскиот континент. Цврсто стои заклучокот на таа научна елита дека се тоа словенска, дека е целосно таа словенска топонимија. Дека е плод на една иста цивилизација, на пелазгиската цивилизација, на антите, венетите и на сите други етнички групи создадени токму од таа прва цивилизација на европските простори. Тоа зборува за една богата историја што има македонскиот народ и воопшто македонскиот полуостров, со кој би требало, например, денес да се гордеат сите народи што се врзани со овој дел од европскиот континент. Наместо тоа,
Тие се обидуваат денес, например, со политиката што ја спроведуваат против Македонија, всушност се обидуваат да си го пресечат својот родовски корен, своето родовско стебло, кое што го кажува нивниот еволутивен развој низ историјата. Не само врзано со јазикот и со писмото, туку и со топонимијата. Еве сега јас ќе ве надополнам со неколку примери. Македонскиот бог на водите, на реките бил Бер. Според него и градот Бер, денес во Грција, таму е Берската планина. Го имаме Берат во Албанија, го имаме Беране во Црна Гора, го имаме Берн во Швајцарија, го имаме Берлина во Италија, го имаме Берлин во Германија. Да. Или од Трн. Го имаме во Македонија, Трново и Трница, ги има повеќе такви топоними. Велико Трново во Бугарија, Тирново во Тесалија, Терново на Британските острови, Трнава во Чешка и така натака. Вакви примери, како кај античките и средновековните автори, така и кај современите, од типот на Фелмерайер, од типот на Макс Фасмер, од овие што вие ги наведете во книгата, Ранка Куич, Роберт Морон, Ѓакомо Девото, Карел Остин, тие во оваа книга ја промовираат бројни примери. Кога ги земете и Ташко Белчев и други автори, илјадници вакви примери из целиот европски континент. Сите една иста тепнување, тоа значи дека на целиот европски континент живеел еден народ. Сега Да би сакал, дополнам. Например, јас не навлегував многу во таа топонимија, да се кажува, зашто со часови може да се зборува за тоа. Не, јас сакав по неколку примери од западните земји да преидеме на друга тема. Историските извори врз основа на артефакти, значи почнувајќи од Олимп, Пинт надолу, Стара планина, сите возвишенија, одејќи на север, североисток и северозапад од Европа. Значи, чешките шуми, германските висорамнини, француските јури, сите тие биле на Јулиските Алпи, сите тие биле нарекувани Венецки планини. Тие се подоцна преименувани. Значи, првобитно биле нарекувани Венецки планини. Токму така. Вие имате многу интересен примерок овде, на страница 39. Сакам да го споделам со гледачите. Се работи за византискиот морепловец Ласкар Каран, кој што во 15-тиот век пловел по Балтикот од истокот кон запад, кон британските острови. И наишол на областа Славонија. Славонија е денес област во Хрватска. И со градот, еве сега ќе го наведам, со градот Лупек. И што забележа Ласкар Каран? Вели, јазикот на кој што зборувале многу сличен, дури идентичен со оној кој што се зборувал на Пелопонес. Еве доказ дека истиот јазик се зборувал и на Пелопонес. Каде е денес тој јазик на Пелопонес? Каде исчезна? Веројатно демокративе од југот доброволно го заборавиле. Мислам, жителите на Пелопонес доброволно се откажале од својот мајчин јазик. Ајде да видиме. Еве видите, Периар, например, кој живеел во 7-миот век, им се обраќа на французите, на германците, на англичаните. Тој им вели: абе, немојте, вика, да измислувате нови јазици, вика, си имате свој мајчин македонски јазик. Него треба да го негувате. Добро, сите словенски јазици влегувале во групата на македонски, тоа е веќе општо познато и во постарите изданија на енциклопедија Британика и во Вебстер енциклопедија и ке германските лингвисти Киндер, Хилгевр и многу други. Да видиме, ајде, имињата на божествата. Што тие кажуваат? Што вели етимологијата? Западот денес и нашите соседи етимологијата како наука ја исфрлија. А тоа е наука која што не води до коренот на зборот.
Вие на еден врвен лингвист кажете му било кој збор, именка, заменка, додавка, придавка, топоним, хидроним, нисоним, тој ќе ви каже на кој јазик изворно му припаѓа. Да, го има многу. Например, во западниот свет, европски свет, многу е развиен топонимот Велес, ама под различни форми го имаме. Значи, различни лексички форми. Велес, нели, имаме и област Велес на Британските острови, имаме и како топоним. Потоа го имаме и многу други божества што постоеле во богатата македонска митологија. Значи, македонскиот елемент, односно пелазгискиот елемент, има една од најбогатите митологии воопште кај сите, во однос на сите други цивилизации во светот. И тој се гордел со своите личности од митологијата. Измислувале севозможни приказни, поучни совети, со кои се на некој начин представувале тие како личности кои се присутни во секојдневниот живот. А всушност се личности од митолошка природа. Да ги набројуваме, тоа се многу божества, така што од најважните кои ги среќаваме, значи во овие што се најстари извори, се Богот на Сонцето, го среќаваме, например, божицата Ма, ја среќаваме Деја, го среќаваме Дион, потоа го имаме Еве, јас ќе ве надополнам. Дионис, посебно, значи од Два пати носен Дионис. од Дио. Два и носен. Два пати носен, два пати донесен на свет. Символ на вечниот живот и воскресувањето. Тоа е Дионис. Кој имаме Дзе, тој што гледа се. Го имаме неговиот брат Посейдон, што неговите дворци биле на морското дно, и тој е бог на морињата. Ја имаме Атина или Татина, од Ата, старословенски. Врховниот бог бил Ата. Ата, да. И се слави до крајот на Старата ера, во Новата се слави Божиот син. Симнат од седмото небо. На истите датуми на кои се славел Ата. Да. Ја имаме Ноќта, божица на мракот и темнината. Ја имаме Зора, нејзина ќерка, божица на прва утринска светлина. Го имаме божицата Лето. Миналата емисија покажавме артефакт од Призрен Јарон. И стои божицата Јара. Го прикажавме нели наводно словенски бог донесен во 6 век, кај труждите во 6 век пред нашата ера, троглавиот бог Перун. Па ја имаме божицата Лето, Лада и така натака. Го имаме Дарон, бог на здравјето. Имаме Асклепи, бог на исцелувањето, што помага да се исцели здравјето. И еве, да завршиме со теонимите, во времето на Перикле во Атина, најдов кај еден француски автор Фасейлер, многу вели биле славени три божества. Божицата Мир. Во 5 век, во најславниот период на Атина, во времето на Перикле, божица на мирот била Мир, некаде забележена и како Мира. На грчки Мир е Ирине, меѓутоа божицата не е Ирине, него е Мир. Да. Божица на прославите и свечаностите во Атина, во време на Перикле била Слава. Слава на грчки е Докса. Меѓутоа божицата не е Докса, е Слава. Или божица на жетвата била Берба. Ајде сега, кој ги именуваше овие божества? Или еве, јас извадив од античките автори само еден дел во античка Македонија, да ги прочитам градовите. Гледате го, Батина, Гони, Пити, Петра, Бала, Арниса, Кела, Лик, Бела, Киро, град Киро, внимавајте, Добер, Стена, потоа до Стена. Ако идете во Клепскиот крај, ќе најдете еден град до Стена, близу едни огромни стени. А Стена е денешната Демиркапија, поголеми стени од Демиркаписките џавли. Па ги има по цел европски континент. Па ги имате Пелагонија,
Па имате менде, сане, стол, терме, лете, сера, газор, клите и така натака. И да не ги редам. Мори. Тоа се етимологијата кажува на кој јазик припаѓаат. Од каде овој јазик во антиката? Нели дојдовме во 6 век? Да. А тоа е стравотно нешто. Видите, сега поради овие најнови откритија што се во археологијата, областа на археологијата и антропологијата особено, западниот научен свет е веќе во голем шок и во паника. Тој не знае како да излезе од оваа кал во која што навлезе, бидејќи да се што досега беше пласирано како предпоставки, како нешто што е мислење на одделни научни работници, така што денес веќе имаме аргументи, материјални сведоштва, значи кои остануваат за вечни времења, кои што не може да се бришат. Според тоа, сега тие се во една незгодна ситуација како да се снајдат во ова море што сега се јавува од аргументи со кои се побиваат многу други хипотези и паѓаат во вода. Па сега, мислам, ова прва тема за вечерашна емисија да завршиме со неколку цитати, односно да ги наведам авторите кои што обработуваат етимологијата, такви ги има многу. И тоа очигледно македонскиот јазик многу повеќе им смета на западните европјани, бидејќи тие темелат својата цивилизација на грчката и римската. За словени не сакаат ни да чујат, ги бришат. А всушност се словени. А всушност се словени. Тие сакаат да ги прикријат трагите. И овој притисок што се прави врз Македонија е токму тоа што се повеќе македонци почнуваат да се бават со етимологијата и да ги откриваат лагите, бидејќи етимологијата најдецидно, најцврсто, најсилно ги открива тие лаги. Еве сега, например, јас ке спомнам, почнаа, ми се чини, меѓу првите професор доктор, да? Има, во науката е утврдено дека 70% од тие топоними, ороними и хидроними имаат етимолошко објаснување. Токму така. Значи, па тоа е опасноста. Тие топоними нешто значат, нешто имале значење што... Токму така. Еве ќе ги наведам луѓето што почна прво професор доктор Ташко Белчев. Да. Тој од Егејска Македонија, доживеа 92 години старост, беше професор на Скопскиот и на Крковскиот универзитет, многу добро го знае македонскиот, грчкиот и јазиците на другите словенски народи, полскиот, рускиот. Тој достави проект до Македонската академија наука од 900 македонски зборови идентични со денешниве, собрани од епиграфски споменици. До ден денес академијата не му одговори. Продолжија група автори под псевдоним Едни македонци. Тие обработија негде можеби околу 1000 зборови, кои што чија основа етимолошка е македонскиот. Се јави еден македонец Ѓорѓе Димовски од Австралија, кој што обработува околу 500 зборови од влезени во западните јазици, меѓутоа со етимологијата вели дека коренот им е одовде. Се јави Светлана Симоновска, таа од Битолскиот крај, откри околу 2000 зборови, топоними, хидроними и носиними. Таа живееше во Австралија, во Норвешка, сега живее во Чешка, знае повеќе јазици, има завршено англиски јазик и литература. И таа ги обработи. Значи, се явуваат многу луѓе, има многу ономизуси, како еве Симеот Кичево, Омировскиот Охрид, Хомер Македонскиот, Кочани, Љупчо, не им ги спомнувам името намерно, не знам дали сакаат да се експонираат во јавноста, Горан, Сотир, еве само имињата им ги спомнувам. Такви зборови од древноста, идентични со денешниот македонски јазик, откриваат Тентов и Бошевски на каменото взета 430. Овој, како го викаат, Љуба Домазетовиќ, околу 240, Одисеј Белчевски, еден
една цела плејада македонски автори веќе работат на таа проблематика за да се разоткрие лагата. И ќе завршам со еден грчки автор од Костурскиот крај, Константин Цулка, бил директор на грчката гимназија во Битола. 1907 година во Атина објавува една книга на двогласниот јазик на македонците, во кој што објаснува и наведе околу 4000, тој ги нарекува славофони македонски глоси, но елински. Ама елински од времето на антиката. Тоа е ова фототипно издание, го донесува двојца наши македонци, еве ќе ги спомнам, едниот е Гоце Тутевски од Прилеп, другиот е од Пиринска Македонија. Нема да му го спомнам името, познат е. Не знам дали ќе сака да се експонира заради проблемите што може да ги има во Пиринска Македонија. Меѓутоа, големи родолюби, оваа книга е повлечена во Грција и ја најдова во една антикварница на Крит и ја донесува во Македонија. Толку средства има, Савен мал да преведат и да ја промовираат во Битола минатата година. Јас присуствував и презентирав дело таа. Во неја има 4000 славофони или славолики зборови од антиката, за кој авторот вели дека 1260 се од Илијадата. За да се реконструира еден јазик треба 1000 зборови. Само од Илијадата Константин Цулка извадил од Хомеровиот еп. А вкупно се 4000. И сега некој нека каже дека ние сме дошле во 6 век. Тоа е срам за европската, но пред се нашата наука, бидејќи ние сме најзаинтересирани да си ги откриеме корените. Јас само би додал, човеков е од Крит. Тој мора да, односно од Костурскиот крај, мора да каже дека тие се елински, хеленски, грчки, како сакате. Меѓутоа, јас мислам дека крвта вода не е и јас сум во дилема. Дали човекот ги објавува 4000 зборови македонски идентични со денешниот јазик од времето на антиката се користат намерно и свесно или ненамерно и несвесно. Таа дилема се уште ја има. Меѓутоа, се повеќе ме влече на тоа дека крвта вода не е, тој, иако е хеленофил, мора да зборува така, сепак дал и кажал кој јазик се зборувало во античка Македонија. Ова треба, на ова остана нем и Институтот за национална историја, и Институтот за македонски јазик, и Македонската академија на науките. Тоа е страмота. Господин Поповски, сакам да предеме малку на втората тема. Вие имате на поглавје во книгава фикцијата индоевропени најголема академска глупост. Западната наука ги промовира индоевропјаните, индоевропските народи и јазици. Меѓутоа, според ова што вие го изложивте денеска и во изминатите емисии, мене се повеќе ми се чини дека се работи за виндоевропски јазици. Значи, венецки европски јазик. Точно така. Венети европјани. Мене така ми личи, бидејќи се е венецко, не е индиско. Сега, дали ќе биде индоевропјани или правилно виндоевропјани? Има ли во Европа доселеници од Индија? Голем број научни работници се занимавале со оваа тема и заклучокот е кај сите нив дека е тоа измислица со нека одредена цел. А таа одредена цел е да се докаже дека европските народи не потекнуваат од Македонскиот полуостров, туку од некои други далечни азиски простори. И токму за тоа беше формирана нели и ова германско-нордиска школа уште на крајот од 17 век со цел да прекројува историјата на Европа, за да може некои народи да се истакнат себе си како самородни, како посебни нации кои имаат своја култура, кои вршат силно влијание со таа нивна култура врз другите народи. Значи, тука беше измислена, од таа школа беше измислена таа така наречена индоевропска
теорија. А всушност треба да гласи Виндо или Венецко, евроско, ова што го реков. Се е венецко. Бидејќи да Венетите први отишле на тие простори од Македонскиот полуостров. Тоа не било миграција на индици на европскиот континент. Многу, например, научни работници си го поставуваат прашањето кога зборуваат за таа теорија, викаат, па како ние во Европа воопшто немаме индици, а читаме индоевропска теорија. Што е тоа сега? Целта е на Германија да се представи дека првите нејзини доселеници дошле од кај Западна Индија. Да, Западна Индија била населена, ама со доселеници од Македонскиот полуостров. Тоа биле антивенети, а не биле индици. Значи, во тоа е суштината. Тие на некој начин се обидуваат да маневрираат со историската вистина на тој начин што сакат да докажат дека не сме ни од Македонскиот полуостров, туку сме од далеко дојдени, многу сме попаметни од вас, со други зборови. Значи, таа теорија воопшто пропадна и тоа е негативно за германската наука. Јас имам прелистан на доста германски научни работници, кои што исто така им е многу мака што се шири една таква теорија која што нема врска со историската вистина. Многу мина автори ја нарекуваат будалаштина. Значи, најголема будалаштина во историската наука. Да измислувате вие теорија некоја која што нема никаква основа. Кога може еден... Ни во историски извори, да речеме, ни по топонимијата, ни по фидонимијата. Видите, да постои еден артефакт на коска, артефакт Зета Македонија, 500.000 години на островите во Индонезија. Тоа зборува дека пелазискиот елемент, македонскиот елемент, венецкиот, античкиот елемент допрел до тие простори можеби многу порано од тоа кога е напишано на артефакт. Тоа значи дека не се индици тие, туку се доселеници, мигранти од Македонскиот полуостров. Не случајно германскиот крал нели во 5 век се гордее со името Македонија кога вели јас сум македонец, моите родители имаат македонско потекло и мојот народ е македонци. Значи, јас сум крал на Македонија и император на Македонија. Што сакаат германците подобро од тоа да го кажат? Наместо со тоа да се гордеат, тие измислуваат всевозможни други теории, што не може да фатат место во историската наука, особено во она што е објективна, мислам. Токму така, мислам дека веќе треба да привршуваме. Јас овој дел, вториот дел од емисијата, сакам да го завршам со еден цитат од вашата книга, на страната 79, да го потврдам она се што го зборувавте до сега. Има повеќе автори кои што го потврдуват тоа, меѓутоа јас го избрав германецот, кој што книгата е објавил во Виена 1951 година, Крахе. Тој осликува практично се ова што вие го кажавте и за индоевропјаните, односно виндоевропјаните, како што тој ги нарекува. Тој ги потврдува овие тези се за движењето на населението, за јазикот, еднородноста и така натаму. Ќе одборам само овој цитат кој што вели за индоевропјаните. Тој вели: сите европски народи водат потекло од Виндо, не Индо. И тоа В го става во заграда од виндоевропската популација. Во 2000 година, пред тој дециден, во 2000 година, пред нашата ера, јазикот на населението на британските острови, внимајте, на британските острови, во Скандинавија, на Атлантикот, во регионот на Алпите, реката Висла, па и пошироко, бил сличен, скоро идентичен
Значи на целиот овој простор, ист и идентичен, практично цела Европа ја покрива. Тој јазик вели дека бил венецки, што ќе рече денеска словенски. Бидејќи венете во 6 век се применувани во Словенија. И ги изедначува венетите и илирите. Практично тие ги проширува од исти и род. на Балканот. А илирите, траките и македонците, Полибије, најголемиот римски историчар, кој напишал историја во 40 тома, вели дека се ист народ. исти. А тој потекнува од овие народи, од овие простори. Бил однесен како роб во Рим. После падот на Македонија под Рим, кога биле илјадници, учени луѓе однесени да бидат учители на нивните деца. Илирите го добиле своето име по богот на сонцето. Нема дилеми. Нема дилеми. Вие го кажавте тоа неколку пати. И на крајот и Херодот потврдува дека илирите и венетите се исти јазик во својата историја, книга прва 196 глава. Вие сте го цитирали и него во книгава. Од јасно појасно. Еве каде е изворот на европската. Па и Јулиј Цезар, нели, кога навлегувал се до британските острови, се изненадувал кога населението зборувало на јазикот на кој тој што зборувал. Токму така. Токму така. Сега. Дали имате уште нешто да додадете, сакам да завршувам емисијата со една моја констатација. Зошто За западна... топонимијата може многу да се Да, зборува. многу, тоа Само има напишано илјадници. исто така и за митологијата. Па и за митологијата се е од македонската планина Олимп, грчката митологија доле во Олимпија на Пелопонес. Така да се е јасно. Зошто западната наука ја турка оваа академска глупост? Што сака да сокрие? Тоа е централното прашање. Ако немате ништо, и јас би сакал да дадам своje мислење. Тоа е јасно. Јас го кажав и во претходната емисија дека целта на некои западни земји, не на сите западни земји. Тука се, например, Германија како водечка од Така. сите тие и се тоа што денес се случува во Македонија, проектот е од Германија, предаден на Соединетите Американски држави, Ко тие да кажавте го тоа гонат, веќе? за да не се компрометираат. Меѓутоа, тука стојат Франција и Англија кои се заинтересирани да се одвоат како посебни народи. Значи, да не зависат од таа научно-историска вистина што постои на европскиот континент. Да се осамостојат како посебни нации, со посебна култура, со посебен јазик и со посебна топонимија. Тоа е главната цел на сета оваа битка што се води против Македонија. Меѓутоа, не ќе може да се постигне тоа, бидејќи да, колку мене што ми е познато, еден наш премиер, кога се сретнал со господјата Меркел, господјата барала да излезат неговите соработници да зборува во 4 очи. Премиерот се спротивставил, рекол тоа за мене не треба да биде не треба за нив да биде никаква тајна. Тоа што ќе го кажете, вие кажете го и пред нив. И таа во лутита, во малце повисок тон, му рекла, јас имам тебе да ти кажам само едно. Веднаш треба да го смените името Македонија, да не постои тоа име. Одговорот на премиерот било, мислите вие на 2 милиони македонци? Господјо, во светот постојат над 200 милиони македонци. Не се 2 милиони. Значи, тоа е еден податок кој што кажува од каде потекнува сета оваа политика што денес се води против Македонија. Па токму така, Западот не сака ни да помисли своите корени, да ги темели на една македонска цивилизација, пелазиска, венецка, денес наречена во науката словенска. Очигледно се работи за еден поширок, еден поголем цивилизацијски судир меѓу истокот и западот, меѓу западната и источната цивилизација, помеѓу источната православна и западната католичка црква, во која што Македонија треба да биде колатерална штета. Не името, туку јазикот им смета. Јазикот го содржи, видовме низ овие емисии, го содржи кодот кој што го дешифрира
минатото. Затоа етимологијата како наука Западот и нашиве соседи ја исфрлија. Им смета македонскиот космополитизам, македонскиот концепт на владење кој што е многу похуман од оној кој денеска го применува и промовира Западна Европа. Тоа е воено-профитерскиот наследен од Грција и од античка, нема античка Грција, него од хелените и од Рим. А македонскиот концепт значи почитување на сите туги јазици, религии, култури и така натака. Македонците го презираа робството, а на воените профитери тој им пречи. Затоа сакаат да фрлат под тепих таа македонска култура и доктрина на живење и владење. Но мене не ме загрижува Западот. Тој не може да ги остави своите цели ако ние сме единствени и сплотени. Мене ме загрижуваат повеќе нашиве, наивни и неуки политичари и историчари. Ке земам само неколку примери од деновиве. Примерот со Драги Георгиев, директорот на Институтот за национална историја, кој ја води комисијата за преговорите со Бугарија за заедничко славење на историски датуми и личности, кој за бугарска телевизија изјави дека ние сме млад народ, млада нација, најмлада, неварене крстени, па ќе мора да одстапиме. Јас не знам дали човеков директор на Институтот на национална историја, ама ова да изјави човек, не знам дали е историчар. И дали е при себе брце? Ова е далеку од увод. Да изјавиш најмлад нација при волку докази. И тоа од научна најстара држава, најстари населби, изворот на религијата, најстариот јазик, тоа не можам да го разберам. Или министеров за надворешни работи. Еве, пред 2 дена изјави. Сме биле нација со комплекс. Еве, ке го цитирам. Која мора да се враќа 2000 години назад, за да дознае кој е. Без Александар неке сме знаеле кој сме. Внимавајте. Човекот се срамел од сите нас, кои што корените сме си ги барале 2000 години и повеќе назад. Се срамувал од нас. Само во тој дел последниот се срамувал од нас, се согласувам со него. Се срамувам и јас. Ама се срамувам од такви неухи политичари и историчари. Треба да прочитаат оваа книга. Само оваа. Не оние илјадници што се издадени во минатото, па и во поново време низ целиот европски континент. Дури тогаш ќе има што да се срамуваат, но ќе се срамуваат од сопственото незнаење, од сопствената неукост. Еден Ѓоргија Пулевски, зидар од Галичник, и еден Иван Михаилов, овчарот, запишан од патеписецот Верковиќ, повеќе знаева за своите корени од нашиве тобоже учени политичари и историчари со дипломи од престижни универзитети. И за крај, ќе завршам емисијата со една порака пред се до македонските пратеници да се надминат себе си, да го прекинат овој геноциден проект насочен го бришање на македонското име, идентитет и јазик, со гласање во парламентот против уставните измени. Да го отфрлат со тоа и Преспанскиот договор, како што тоа го стори македонскиот народ на референдумот од 30 септември. Тоа е се за вечерва, драги гледачи. Благодарам за учеството на господинот Петар Поповски. Во идната емисија ќе зборуваме на една многу жешка тема, а тоа е, видовме за потеклото на европјаните, низ тоа и потеклото на нас македонците, да видиме кои се нашите соседи, кои се, што се и откаде се и кој краде историја. Значи, идната емисија ја најавам како кој краде историја. Благодарам за учеството, господине. И на вас ви благодарам. Благодарам и на вас, драги гледачи, на укажаното внимание. Гледајте ги репризите четврток,
16 часот и недела, 9 часот наутре, со нови содржини се гледаме идниот вторник 18:30. Благодарам уште еднаш и останете со програмите на телевизија Сонце.